Најави за денешните настани. Мерко незаконски издал одобрение за градба, а по уривањето на куќата на Владо Малевски истото го поништил, кажа министерот Лутков. Регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питошевски го одбележа својот патронен празник. Чинското евангелие од 16 век по конзервацијата вратено во депото на Охридската библиотека. Последен ден од изборната кампања, од ноќеска на полнок, изборен молк. Путин и Трамп ќе градат тунел на пријателство кој ќе ги поврзува Аљаска и Русија. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме ветровито, свежо, облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимални 12 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе превладува облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Во сабота над Западна Европа ќе се движи силен циклон, носејќи обилни врнежи од дожд и засилен ветер. Централна Европа останува под влијание на стабилна воздушна маса со суво и релативно топло време. На истокот, циклон над Русија и Балтикот условува врнежи и локални грмежи. Јужна Европа, особено Шпанија и Италија, се под влијание на послаби циклони со изолирани врнежи. Во останатите делови од континентот стабилно време со сончеви периоди. Поголем дел од Балканскиот полуостров утре ќе има суво и топло време со локална облачност. Во Западен Балкан се очекува претежно ведро време со свежи утра и топли дневни температури. Можност за краткотраен дожд ќе има во јужните и источните предели. Максималните дневни температури ќе се движат од 13 до 21 степен. Во Македонија во сабота ќе превладува умерено облачно време со повремени слаби и локални врнежи од дожд. Ќе биде потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Минималните ќе се движат во интервал од 5 до 14 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 11 до 20 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Во Охрид во недела ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15 степени. Во понеделник по свежото утро и температура од 3 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 15 степени. Во вторник умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 14 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила.
Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Мерко незаконски издал одобрение за градба, а по уривањето на старата струшка куќа истото го поништил. Пред Управата за заштита на културното наследство бил доставен друг проект. Бараат одговорност на сите инволвирани во случајот каде покрај бесправното градење има и уништување на недвижен имот прогласен за културно наследство, зашто во кривичниот законник е предвидена казна затвор од 3 до 10 години. Градоначалникот на Струга незаконски издал одобрение за градба која веднаш по уривањето на спомен куќата на Владо Малевски самиот го поништил. Ова го соопшти министерот Љутков при денешниот увид на терен. Според него, проектот за кој позитивно мислење издала Управата за заштита на културното наследство бил приземје и еден кат, а општината издала одобрение за објект со дополнителни подрумски простории. Копајќи ги подрумите со багер, градежникот ги подкопал темелите на старата струшка куќа и предизвикал уривање на зидот и покривот. Најодговорно тврдам, а и со мене се експерти и луѓе кои што можат да го потврдат дека сите дозволи за оваа куќа и за рушење на тој објект се издадени во времето, во последните 7 години, кога овде на власт е Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Заменик министерот за правда повика на одговорност на сите инволвирани во случајот каде покрај бесправно градење има и уништување на недвижен имот прогласен за културно наследство, за што е предвидена казна затвор од 3 до 10 години. Во решението за поништување на одобрението за градење има констатирано дека решението кое што го издал во месец, колку што се сеќавам, ноември 24 година, е издадено спротивно на закон и спротивно на проектите кои што се доставени до органите за култура врз основа на кои требало да се издаде тоа одобрение. Министерот најави на изработка на проект за реконструкција и обнова на спомен куќата на Владо Малевски, која се смета за ремек дело на старата струшка архитектура од 19. век. По повеќе годишна реставрација и конзервација,
Пчинското изборно евангелие, исклучително вреден ракопис од 16-тиот век, се врати во Охрид, во депото на библиотеката Григор Прличев. Патешествието на овој редок словенски ракопис е една успешна приказна за професионален пристап, соработка и несебично вложување на стручните лица од Националната универзитетска библиотека во Скопје и библиотеката во Охрид во заштита на евангелието, како значајно дело на нашето документарно културно наследство. Пчинско изборно евангелие, вредниот и редок словенски ракопис од 16-тиот век по конзервацијата се врати во Охрид во депото на Националната установа библиотека Григор Прличев. Денес сведочиме чин што го премостува минатото со сегашноста тивко, но свечено враќање на Пчинското изборно евангелие во неговиот вистински дом во Охрид, градот што секогаш бил олтар на словото и на светлината на духот. Ова не е само културен настан, туку победа на памтењето над заборавот, на тивкото траење над минливоста, на духовното над временото, кажа во своето обраќање министерот за култура и туризам Зоран Љутков на свечениот настан во библиотеката. Пчинското изборно евангелие е исклучителен примерок на книга со голем формат, со текст испишан во црно и црвено мастило. Целиот ракопис го пишувал еден анонимен писец во непознат македонски скрипториум, веројатно во некоја од црквите или манастирите во северниот дел од Македонија, откаде и се нашол во библиотеката на манастирот Свети Прохор Пчински. Како евангелието дошло во Охрид се уште не е истражено. Ракописот поради оштетување од механичка, хемиска и биолошка природа беше конзервиран и реставриран во далечната 2000 година во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Скопје. 10 години подоцна, поради несоодветно чување, ракописот бил повторно оштетен. И тогаш почнува нашата втора, така наречена Голгота, односно во уште пооштетена состојба ние се обидуваме со нашите постапки и процедури да го заштитиме, да ја заштитиме секоја буква од овој вреден материјал. Тоа е многу тешко заради тоа што материјалот е биолошки многу оштетен и треба, значи во оваа процедура се вклучени и дополнителни стручњаци од факултетите при универзитетот во УКИМ, но по долготрајните процедури и постапки ние успеваме 2018 да ја завршиме првата фаза од реставрацијата и потоа 2023 и втората фаза и да го донесеме ракописот во состојба како што можете да го видите денес во изложбеното оделение. Со цел да се обезбедат неопходните предуслови за враќање на овој вреден материјал во својот фонд во Охридската библиотека, од страна на стручен тим од Националната универзитетска библиотека направен е увид во состојбата на депото. Сега овој пат веќе во соработка тесна со колегите библиотекари и раководството од библиотеката во Охрид, ние успеавме со Министерството за култура да адаптираме еден простор од библиотеката, односно едно депо, кое што ги задоволува сите стандарди за чување на вакви ретки материјали. И јас тоа го сметам како една голем успех на меѓусебната соработка и стручност на библиотеките од Скопје, библиотеките од Охрид. Како резултат на подпишаниот договор за соработка со Националната библиотека, овој вреден текст во дигитална форма ќе стане достапен и за истражувачите и пошироката јавност преку Дигиталната библиотека на Македонија. Библиотеката Григор Прличев Охрид во своите депоа чува над 100.000 книги. Во реткиот фонд има 812 книги кои се од периодот 1872 до 1945 година. Од нив во последните 7 години стручно се заштитени близу 100 книги. Со положување букет и цвеќе пред спомен бистата на народниот херој и со пригодна свеченост со своите пријатели и соработници, Регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питошевски Охрид денеска го одбележа патрониот празник. На свеченоста им беа доделени признанија на учениците и менторите, кои на годинешниот меѓународен надпревар на угостителско-туристички училишта ГАТУС 2025 освоија една златна и 2 сребрени медали. Регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питошевски Охрид денеска го одбележа патрониот празник. Свеченоста започна со положување на свежо цвеќе пред спомен обележието на народниот херој од антифашистичката и ослободителна војна во училишниот двор.
Банчо Питошевски покажа што значи храброст, саможртва и љубов кон татковината, а денес ние продолжуваме да градиме врз тие вредности, да се бориме за знаење, за воспитување генерации кои ќе создаваат и ќе ја градат иднината на нашата земја, кажа во своето обраќање директорот на училиштето Тони Андрески. Тука образуваме стручни кадри кои треба да знаат како се пречекува еден гостин, како се представува една земја, една култура. Со своето знаење, стручност и креативност, тие треба да бидат двигатели на туристичкиот развој на Охрид. Најпривлечна туристичка дестинација во земјата, градот во кој живее од и за туризмот. Со континуирано вложување во училиштето обезбедени се современи и функционални простори, модерна опрема и современи услови за учење, работа и престој. Ученичкиот дом овозможува еднаков пристап до образование за сите без оглед од каде доаѓаат учениците, кажа Андрески. Бројни реализирани проекти, награди, признанија се дел од успесите на овој центар, кој се плод на посветена работа и љубов кон професијата, како на наставниците, така и на учениците. Овде сакам да нагласам минато неделно учество на Гатус надпревар во бар Црна Гора, каде нашите ученици заедно со нивните ментори освоија една златна и 2 сребрени медали. Сите ние сме дел од ова училиште и верувам дека уште многу генерации ќе придонесат во неговото траење и издигнување. Во име на општината, патронатот на учениците и вработените во училишниот центар го честита заменик градоначалничката на Охрид Ана Крстеска. Таа им посака и во иднина да освојуваат награди и највисоки признанија на државни и меѓународни надпревари. Тука пред нас се идните хотелиери, угостители и даватели на останати туристички услуги. Тука тие го представуваат нашето лице. Предпоставуваат како ќе се представиме пред гостите од земјата и од странство. Затоа почитувани, за нас како локална власт е важен денешниот патрон празник. Наша должност и обврска е да создаваме подобри услови за образованието на нашите деца. На свеченоста на која присуствуваа бројни гости и представници на институции и компании со кои соработува центарот, беа доделени признанија на вработените кои оваа година остварија јубилеен стаж и на учениците и менторите кои добија високи награди на годинешниот меѓународен надпревар на угостителско-туристички училишта Гатус 2025. Охрид заслужува градоначалник и совет што ќе работи за градот, а не против него. За Охрид што ќе се движи напред, за сите, а не само за малкумина. Оваа порака ја испратија од денешната последна пресконференција пред изборниот молк, кандидатот за градоначалник од СДСМ и коалицијата Асен Шајн и носителот на советничката листа Јане Тодоровски. Ви ветувам работа, враќање на достоинството на Охрид и на охриѓани, ветувам отвореност, отчетност и искреност, без популизам и без манипулации, кажа на последниот прес пред изборниот молк Асен Шајн, кандидатот за градоначалник на Охрид од СДСМ и коалицијата. Изминатиот период бевме сведоци на нешто што навистина го поценува секој еден граѓанин на нашиот град. По години не работа. Во последен момент започна проекти што одамна требаше да бидат завршени. Без јасна визија и со единствена цел да се соберат политички поени. Иронијата уште поголема кога ќе сетиме дека истите тие ја обвинуваа претходната власт за предизборно асфалтирање, а денес прават токму тоа, со лицемерие што не може да се сокрие. Шајн кажа дека верува во охриѓани кои честно работат, создаваат и се грижат за својот град, во младите кои сонуваат да останат тука, во скромни, вредни, искрени луѓе што со труд го носат Охрид напред и се вистинската сила на градот. Поради нив, рече Шајн, верувам дека можеме поинаку, со работа, со ред и заедништво. Оваа кампања, за жал, покажа и нешто многу позагрижувачко. Притисоци, уцени и манипулации врз граѓаните. Подкуп и страф што се користат како средство за задржување на власта. Ова не е демократија. Тоа не е локална самоуправа во служба на граѓанинот. Носителот на советничката листа Јане Тодоровски кажа дека овие избори не се само надпревар на партии и кандидати, тие се избор за тоа кој на вистина ќе работи за граѓаните на Охрид.
Нашата задача е да бидеме ваши очи и уши во институциите, да ги отвориме вратите што предолго беа затворени за обичниот човек. Ветуваме дека секоја одлука што ќе ја донесеме ќе биде во интерес на граѓаните, а не на поединци. Ќе бидеме совест на градот, коректив, чувар на јавниот интерес и поддршка за секоја добра идеја без разлика од каде доаѓа. Истакна дека листата на кандидати за советници од СДСМ и коалицијата е силен тим од луѓе што доаѓаат од различни професии, но кои ги обединува љубовта кон Охрид и желбата за промена. Веруваме во Охрид каде Советот ќе биде место за дебата и решенија, а не на партиски калкулации. Општина што ќе слуша, ќе соработува и ќе гради, транспарентно, одговорно и со грижа за секој жител од најмладиот до највозрастниот. Шаин Тодоровски, кандидатите за советници им порачаа на граѓаните на 19 октомври да изберат број 5 за нормален, достоинствен и пристоен живот за сите, за Охрид што ќе се движи напред за сите, а не за малкумина. Стефче Стевоски, кандидат за градоначалник на Охрид од твоја партија, подреден број 27, порача дека неговата програма и приоритет е решавање на најголемите проблеми на охриѓани. Прв приоритет кај мене ќе биде пресметка со урбаната мафија која што владее веќе со градот Охрид. Втора моја основна, односно главна задача ќе биде пресметка со јавната администрација и кој што е во општина Охрид, а кој што врши финансиски малверзации при исплата на адвокати и адвокатски друштва кои што земаат непокриени трошоци. Исто така ќе се пресметаме и со сметководителите кои што работат дупло ангажирани од страна на јавните предпријатија. Трета моја задача ќе биде да се регулират јавниот превоз во градот Охрид, односно да се помогне на жителите на село Куратица, Љубаниште и Трпејца, каде што постои голем подем на иселување од селото од овие две населени места. Исто така ќе продолжам и со пресметка на лицата кои што действуваат за нарушување на препораките од УНЕСКО и другите државни институции кои што сакат Охрид да го направат добро место за живење. Најголемиот проблем на граѓаните Охрид представуваат несоодветниот однос на општината Охрид према барателите на одобренија за градба. Мора да се стави крај на корупцијата и бесконечното крадење од народот. Мора да има транспарентност на трошењето на народните пари, порача независниот кандидат за градоначалник на Охрид Гоце Цветковски, кој на изборите настапува под број 115. Мојата визија за Охрид да се ослободи од прангиве на криминалци, тоа е партиски пијавици, да проработи и градов и држава наша, без разлика дали стан вид збор за нефи бизнисменот или номче рибарот, сите треба си работа по законот и владењето на правото во Охрид и воопшто во Македонија е најголемиот проблем. Општината вика треба да работи првенствено за граѓаните, не за партиски наредби, да се вработува таму штаботоми, кој што реков, мислев дека се 9 шофери во општина, имало 14. Тие не дека работа нешто се вода на евиденција да зема плата. Работиме со пари на граѓаните. Разбираш, треба одговорност, треба отчетност. Значи планирам, ако јас, дај Боже, да станам градоначалник, ќе имате веб страна на која што секој денар влезен во општината, ќе знае кај влегол и кај излегол, за што се потрошил. Во Охрид имаме дивење на партиски олигарси. Како ќе се справиме со дивоградбите? Кој што реков, северна е дивоградба и све што е нелегално така мора да биде струшено. Приоритети во однос на инфраструктура, овие работи се дел од нормална работа на секој градоначалник, ме разбираш, тоа е, како да речам, вие асфалтирал улицата. Тоа ви е, како да му кажете, фала на банкоматот што ви ги дал вашите пари. Тоа му е работа, луѓе. Тој не асфалтира вашата улица со негови пари, не ги сте парите од джеб, со наши пари асфалтира улицата. Општинската изборна комисија ги информира граѓаните за промена на локацијата на неколку избирачки места. Општинската изборна комисија информира дека има промена на локација на следните избирачки места. Избирачките места 1254, 1254/1 и 1264/1
Од градски пазар нов објект се префрлени во економското училиште Свети Кирил и Методи. Избирачкото место 1264 од местната заедница Кошишта е префрлено во економското училиште Свети Кирил и Методи. Избирачкото место 1267 од приватен објект на улица Железничка е префрлено во основното училиште Кочо Рацин, поранешна касарна, улица Радојца Новичик, новата зграда на училиштето. Избирачките места 1268 и 1268/1 од приватен објект Хотел Ловец Охрид се префрлени во основното училиште Кочо Рацин и Свети Кирил и Методи средно економско училиште. Исто така промена ќе има и за жителите на следните улици. Жителите на улицата Александар Турунџиев со куќен број од 001 до крај се префрлени во избирачко место 1285 во електромашинскиот центар Свети Наум Охридски. Жителите од улицата Асном непарни броеви на куќен број од 001 до 0081 се префрлени во избирачко место 1270 во музичкото училиште Методи Патчев. Жителите од улицата Асном непарни броеви на куќен број од 0081 до крај се префрлени во избирачко место 1273 музичко училиште Методи Патчев. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!